Октомвриски пратенички прашања. Опозицијата се интересираше за имотната состојба на директорот на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Обвинија дека во последните неколку години неговиот имот се зголемил за 1,6 милиони евра. Го прашаа премиерот на што се должи тоа. Кој е тој бизнис во Република Македонија и во странство со кој се занимава директорот на тајната полиција во Македонија, а кој што му овозможил за така кратко време да си го дуплира своето богатство? Кој е тој бизнис кој што го води вашиот прв братучет, кој што му овозможил за кусо време да пријави дополнителен имот од 1,6 милиони евра? Значи, секој функционер си има обврска да, согласно закон, да внесува податоци во анкетните листови кои што се доставуваат до соодветните институции и колку што знам сите го имаат тоа направено и посочениот од госпоѓа Шекеринска Сашо Мијалков. За сите детали околу тоа што господјата Шекеринска ја интересира, со обзир дека тој не е присутен тука во салата, тој ќе си одговори соодветно и јавно, така што јас не можам да одговорам за детали на било кој функционер од државата, кој што поднел анкетен лист, како дошол до средствата, како ги заработил и така натаму. Она што го знаме дека долг период посочената личност Сашо Мијалков беше во приватен бизнис пред да стапи нова функција, но најдобро е тој да си одговори на соодветен начин овие поставени прашања, бидејќи има многу детали за кој што праша господјата Шекеринска. Во меѓувреме стигна писмена реакција од директорот на УБК. Тој вели дека наводите изнесени од пратеничката Шекеринска се лага и манипулација. Недостатокот на идеи и проекти СДСМ и понатаму продолжува да се обидува да го компензира со својата веќе воспоставена практика на изнесување лаги и манипулации во јавноста, злоупотребувајќи ги јавно достапните информации кои може да ги прочитаат сите граѓани. Таа практика базирана на очигледно утврдена стратегија има за цел извртување на фактите во насока на дискредитирање на личностите, без разлика на тоа дали се има или не аргументи и докази. Мијалков подсетува дека представувањето на јавна функција повеќе од 20 години се занимавал со приватен бизнис и дома и во странство, главно во областа на градежништвото, и дека за сите овие години против него не е покрината ниту една пријава. Со истата теза и истите клевети во јавноста пред 3 години излезе и Љубе Бошковски. Тогаш појаснив дека мојот удел од 50% во фирмата, регистрирана во 2003 година, е продаден во Прага на други двајца косопственици, односно во две одвоени трансакции по 25%, кои вредеа по 500.000 евра, како што впрочем е наведено во анкетниот лист. Отаму се тие милиони евра, кои тогаш ги наведуваше Бошковски, а сега Шекеринска споредувајќи ги со основачкиот влог во фирмата. Бошковски за истите клевети беше тужен и прогласен за виновен, пошто јавно се извинуваше дека самиот бил доведен во заблуда и манипулиран. Тој ја повикува Шекеринска ако поседува докази во подкрепа на изречените клевети да ги приложи до јавниот обвинител или управата за јавни приходи. Мијалков вели дека е подготвен под целосна морална и материјална одговорност да одговара за сите наводи. Доколку не го стори пратеничката, тоа бара јавно да се извини за обвинувањата.